Почина папата Франциск, првиот понтиф од Америка и првиот језуит на чело на Римо-католичката црква на 88 години. Тој беше 226-тиот папа на Римо-католичката црква. Папата Франциск, роден како Хорхе Марио Берголјо во Буенос Аирес, Аргентина, почина на Велики понеделник 21 април 2025 година на 88 годишна возраст во неговата резиденција во Ватикан, Каса Санта Марта. Папата Франциск или Хорхе Марио Берголјо е роден на 17 декември 1936 година во Буенос Аирес, Аргентина. Берголјо, син на италијански имигранти, работел како хемиски техничар пред да влезе во језуитите во 1958 година. 7 години работел како свештеник, а во 1998 година беше назначен за надбискуп на Буенос Аирес. Франциск беше првиот понтиф во повеќе од 1 милениум роден надвор од Европа. Избран за папа беше во 2013 година по ставката на Бенедикт XVI. Тој го избра името Франциск во чест на Свети Франциск Асишки, што ја одразува неговата посветеност на смирението и сиромашните. Поважни меѓу неговите 47 патувања во странство водеа до Азија, Африка, Латинска Америка и Арабија. Франциско секогаш ја бараше блискоста со сиромашните и посетуваше сиромашни квартови. Во 2019 година во потувањата на Франциск се вброи тоа во Македонија. Тогаш оствари средба со државниот врв, а одржа и двочасовна миса на плоштадот Македонија. Ја посети и куќата на мајка Тереза, која во 2016 година токму тој ја прогласи за светица. Имаше обраќање пред 15.000 луѓе, а неговата посета во Скопје пренесуваа над 300 новинарски екипи од регионот и светот. Порача да се следи делото на светата мајка Тереза како пример за богатство, милосрдие и сочувство меѓу луѓето. Се нахранивме со раскошни и големи соништа и завршивме со јадење, одвратност, затвореност и осаменост. Со солзи во очите, возбудени од среќа, со неверување, неколкумина сиромашни болни го допреа човекот кому му ги кажаа маките, но изразија голема благодарност до католичката црква во Скопје и сестринството, и папата ги делеше истите чувства. Una delle cose più belle trovare la maternità della Chiesa. Oggi la ho sentito lì. E ringrazio ai macedoni di avere questo tesoro, la città di Skopje. Последно вчера се појави во јавност во инвалидска количка 88 годишниот Свет Отец мафташе од балконот на базиликата Свети Петар. Беше поздравен од илјадници на собрани верници кои дојдоа да споделат радоста на Великден. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Во последните години папата Франциск се соочи со неколку здравствени предизвици. Во 2021-та тој имаше зафат на дебелото црево, а во 2023 година имаше абдоминална операција. Тој исто така имаше хронична болка во коленото и грбот, често користејќи инвалидска количка за мобилност. И покрај овие прашања тој одржуваше ригорозен распоред, продолжувајќи ги своите пастерски должности и меѓународните патувања. На почетокот на 2025 година папата Франциск беше хоспитализиран со инфекција на респираторниот тракт, кој прерасна во двострана пневмонија. Тој направи напори да ги реформира финансиските системи на Ватикан и да се справи со наводната сексуална злоупотреба на свештениците во црквата. Неговото папство беше обележано со реформски напори, посветеност на социјалната правда и еколошката заштита, како и со значајни меѓуверски иницијативи. По смртта на папата Франциск веќе се зборува за негов наследник. Теоретски, секој крстен католик може да стане пап. Меѓутоа, оваа должност секогаш им припаѓа на повисоките службеници на католичката црква, наречени кардинали. Кардиналите го избираат новиот папа. Во светот има 252 кардинали, кои обично се и епископи. Право да гласаат за новиот папа имаат само оние помлади од 80 години.